Благодарам, почитуван заменик председател на комисията, почитуван министр, почитуван колега. Вака слушајќи ве во однос на развојниот буџет кој што вие го декларирате како развоен, се однесувате како да сте пратени код опозиција. Зошто? Еве од овде ве прашувам колку пати ги барате овие проекти за кои зборувавте, а веќе креирате повеќе од 5 буџети, а немате ништо реализирано од ова. И ова ќе ви го подкрепам со фактите и во однос на вашите точки за кои што вие се задржавте. Секако дел од ова што го баравте го поддржуваме, меѓутоа вие како пратеник од парламентарното мнозинство веќе 5 буџети на Република Македонија и тоа секоја година, односно секој нареден буџет е историски најголем буџет. Така да и овој буџет од 4,4 милиарди евра е најголем буџет во историјата на Република Македонија, а ова се повторуваше во сите изминати години од кога вие сте на власт, односно го креирате, како што велеше вашиот председател и премиер, ова е само лист хартија, а не се парите овде. Вие го креирате со вакви суми, а свесни сте дека не можете нито 50% во одредени ставки да го исполните, конкретно во капиталните расходи. Меѓутоа, да тргнеме од точките каде што вие зборувавте, а потоа дополнително ќе се надоврзаме и на другите ставки од буџетот. Зборувавте за капиталните приходи биле зголемени во однос на тоа дека имаме приходи од продажба на земјоделско земјиште и нематеријални вложувања. Почитуван колега, ако во буџетот во 2021 година сте предвиделе околу 20 милиони евра, ова година имате предвидено околу 20,6 милиони евра. Тоа значи дека нема некое драстично зголемување, а всушност ова е факт дека сте ги излажале граѓаните, дека ќе приберете приходи по основ на капитални приходи од продажба на државно земјоделско земјиште, за кое што зборувавме и на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, и ќе зборуваме дека има доста контроверзни членови во самиот закон и начинот на кој што сакате да го оттугите државното земјоделско земјиште, со кое што во спрега со одредени бизнис кругови ќе го оттугите, а во одреден период ќе го урбанизирате. Во делот кога зборувавте за исплаќање на одредени ставки, на одредени суми спрема земјоделците. Зошто не кажавте дека 7 месеци и повеќе има поминато од кога е донесен, односно се усвоени петиот пакет на мерки, каде што имаше од скромни средства определено и за тутунарите, поминаа 7 месеци, истите не се исплатени, а вие им ветувате дека нешто ќе исплатите во наредната година. Почитуван колега, по сите предпоставки, овие граѓани ги очекуваа овие средства многу порано. Зошто? Бидејќи на прак е откуп на новата реколта за новата реколта на тутунот. А вие и денес го слушаме директорот на платежната агенција вели дека ги подготвувале решенијата, односно исплатата повторно ќе доцни. Сакам да ви напоменам дека само декларативно ги потенцирате овие ставки, меѓутоа на дело и во реализација немате ништо. Се повикавте и на привремените вработувања, каде што имало некои кои што работели и по 7, по 8 години, по 10 години. Да, во буџетот имате предвидено повеќе средства за вработување, секако и во делот на привремени вработувања, меѓутоа во моментот имаме позитивни законски прописи според кои може, односно мораме да се водиме, а тоа се законите, Законот за административни службеници, Законот за работни односи, Општиот колективен договор за вработени во јавниот сектор, Законот за вработени во јавен сектор, каде што се определени условите под кои што одредени лица можат да бидат вработени. А овие ваши партиски војници кои што ги вработувате без оглас на привремени вработувања, а после тоа сакате да ги трансформирате во редовен работен однос, односно да им го земете местото на некој кој бил соодветен или би бил соодветен за тоа работно место. Во однос на расходната страна,
За сите овие проекти кои што ги зборувавте, имаме многу места од каде што може да се сати од овој неразвоен буџет, кој што средствата во истиот се алоцирани многу погрешно, можеме да кажеме, бидејќи во првото тромесечие бидете сигурни дека ќе наидете на ребаланс на буџетот, како што впрочем и минатата година имавме 2 ребаланси на буџетот, каде што ги зголемивте мегалонски одредени ставки за одредени исплаќања, а сега пак се враќате на ова ставка која што беше првично планирана. И во однос на плати и на доместocи, бидејќи се повикавте на вработување, почитуван колега, секако имате поголеми ставки за вработување планирано и во овој буџет, односно околу 32 милиарди 678 милиони денари, секако се зголемува од претходната година. Меѓутоа, знаете каде одат парите. Тука е и министерот. Нека ви објасни и да имаме конкретни и подетални разработки на буџетот и алоцирање на овие средства од ставките стоки и услуги, каде што ако минатата година сте имале предвидено околу 842 милиони евра, сега имате предвидено 856 милиони евра. Ова се средства кои што ниту знаат граѓаните каде одат, ниту знаат на што се однесуваат. Ова се склучување на договори во 4 очи, зашто впрочем и го менувавте законот. Друга ставка која што енормно е зголемена е субвенции и трансфери, каде што ако во 2021 сте имале 315 милиони, сега имате предвидено 397 милиони евра. Немојте да ги лажете граѓаните дека одделувате средства и ги зголемувате средствата за одредени категории на граѓани и одредени целни групи, кога најмногу ги зголемувате ставките, каде што можете најмногу да манипулирате и да има средства кои што со склучување договори во 4 очи, истите ќе бидат префрлени на одредени приватни, односно на физички или правни лица. Една ставка која што впрочем и еве предлог до вас, како парламентарно мнозинство, да се запрашате и да го прашате и министерот и да ги прашате сите одговорни во владата, што тоа предизборно ве натера во ребалансот на буџетот во 2021 година во ставката 465 исплата по извршни исправи. Ако во буџетот за 2021 година сте определиле 2,5 милиони евра, со ребалансот определивте 9,5 милиони евра. 7 милиони евра предизборно мораше да исплатите некому по однос на извршни исправи. Тоа е директен доказ, односно тоа е перење на пари и испумпување на пари од буџетот на Република Македонија на одредени правни лица кои поради неажурноста и неспособноста на функционерите кои што ја водат политиката и ресорите во кои што ги водат, не постапувале ажурно, односно ја злоупотребиле својата службена положба и овластување и создале долгови на име на буџетот на Република Македонија. А ова плаќаат сите граѓани на Република Македонија. За да во буџетот во 2022 година повторно предвидувате околу 2,5 милиони евра. Тоа значи, за само 3 месеци сте имале потреба од исплата на преку 7 милиони евра на буџетски пари према одредени правни и физички лица. Овие средства, доколку рационално биле алоцирани во соодветни ставки, можеле да се покријат и ставките од петиот пакет на мерки и сите други кои што вие ги предложивте. Меѓутоа, уште еднаш ви потенцирам, ги поддржувам овие мерки, меѓутоа треба да ги барате од владата која што во моментот е, меѓутоа 5 години досега не сте ги реализирале и честно е пред граѓаните да кажете дека не сте успеале како пратеник од власта да ги имплементирате овие проекти во сите изминати 4 буџети и сега повторно ги барате, меѓутоа допрва доаѓаат амандманската расправа.
од овде да побараме комисиски овие амандмани да бидат внесени во буџетот, со што иако декларативно се залагате за тоа, да можеме да имаме написмено дека одредени ставки ќе бидат исплатени спрема овие целни групи за кои што зборувавме. Уште една од ставките каде што може да се скрати, а истите да бидат алоцирани или во земјоделството, или во земјоделие, или во правда, е токму и ставката 486, каде што имате предвидено купување на возила во висина од 5,5 милиони евра. Јас ви ги напоменувам ставките од каде што може да се скратат овие средства, за да вие можете да ги алоцирате и да ги реализирате оние проекти кои што ги баравте, а 5 години не можете да ги реализирате. Ова се купување на преку 350 луксузни возила, а немавте слух минатата година и на ребалансите кога подготвувавме амандмани за купување на амбулантни возила за болниците во широм Република Македонија и за противпожарни возила, исто така за противпожарните станици во широм Република Македонија. За нив немавте слух, а сега предвидувате 5,5 милиони евра за купување на луксузни возила за извршната власт со која што вие располагате. Една од ставките каде што се сомневаме, основано се сомневаме дека ќе ја злоупотребите, е со продажбата на земјоделското земјиште, знаете каде? Бидејќи за реформи во правосудниот систем и јакнење на владење на правото, во борба против корупција и организиран криминал, имате предвидено 0 денари. Или во ова држава се е розево, или ништо не функционира. Овие средства кои што претходно ви ги напоменав, можете да ги алоцираме овде, за да видиме каков таков напредок во овој сектор, бидејќи очигледно на владата и на министерството немаат приоритет за справување со криминалот кој што цвета во Република Македонија, и затоа, повторувам, во борба против корупција и организиран криминал имате предвидено ни повеќе ни помалку 0 денари. А вкупно за јакнење на владење на правото имате предвидено 30.000 евра, од кои се алоцирани во Г2 борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Почитуван колега, зборот ми е дека и со самата ставка која што упорно ја тргате со продажба на земјиштето, со капиталните приходи кои што ги планирате, всушност имате задна намера да ги злоупотребите овие средства на начин на кој што претходно ви го образложив и ви кажав каде сето ова може да се алоцира, за да можеме да во Република Македонија се тргне од мртва точка во однос на реформите во правосудниот систем, што е основа за развој на секоја економија во една здрава држава, каде што секој ќе се почувствува сигурен инвеститор и секој ќе се почувствува сигурен на она кое што го поседува и дополнително ќе реинвестира. Всушност, ова го зборуваат и бројките кои што ги имаме од соседството во однос и на странските инвестиции. Иако станавме членка на НАТО, требаше да имаме перцепција на поголема сигурност на инвеститорите, меѓутоа, од овие ставки кои што ви ги напоменав, истите го гледаат буџетот, гледаат што се случува во правосудниот систем, гледаат која е правдата во Република Македонија и истите се дестимулирани да инвестираат. Ова го кажуваат и бројките. Странски инвестиции од само 224 милиони евра. За да споредбено со соседните држави, за кои што милувате секогаш да споредуваме за она што ви е во прилог, еве овде имаме за споредба во соседна Србија 3,4 милиарди, во Албанија 1,1 милиарда, во Црна Гора 520 милиони, дупла од Република Македонија. Ова се бројки кои што немилосрдно ве демантираат во секоја насока
кое што сакате да го прикажете буџетот како развоен и компонентите кои што ги ставате, а впрочем и во самите проекции кои што ги имате во однос на растот на бруто домашниот производ, каде што предвидувате раст од 4,6%, а никогаш во владење на СДСМ и оваа влада и ДУИ немате повеќе од 4%. Впрочем, и предвидувате јавниот долг дека ќе порасне до 63,9%, меѓутоа, според фискалната стратегија, ова е предвидено дека ќе биде 65,9%, а како што претходните колеги сите дебатираа и кажаа, ќе биде многу повеќе од она што го предвидувате вие. Затоа сакам да ви напоменам, доста се повикувате на пандемијата и во овие соседни држави кои што не обкружуваат, и таму има пандемија, и таму се случуваат овие работи кои што се случуваат во Република Македонија, зборам на од здравствен аспект, меѓутоа економиите се раздвижуваат. Во Република Македонија владее криминалот и криминалците и затоа ниту имаме странски инвестиции, ниту имаме реинвестирање на одредени домашни и странски правни лица, а тоа впрочем го говорат и извештаите, ако ги видите, еве од овде, повикајте го премиерот, повикајте го, нивните фирми кои што тие ги поседуваат се едни од најголемите должници на даноци во државата. Повикајте ги да овие средства ги уплатат, а не користејќи ги правните празнини во законите и позитивните законски прописи, истите фирми бидат пуштени во стечај или во ликвидација. Затоа, почитуван колега, уште еднаш ве повикувам да се однесувате како пратеник од мнозинството и од овде јасно и децидно пред граѓаните да признаете дека 5 години не можевте да ги реализирате овие проекти кои што вие сега ги напоменувате, а повеќекратно ги баравте од овде, меѓутоа и немаат слух во владата, или вие само декларативно од овде се залагате и не дозволувате овие проекти да заживеат и да може да се определат средства за да можеме Република Македонија да тргне по правиот пат и да имаме соодветно буџетирање и планирање на јавните средства, односно на приходната страна, секако и на расходната страна. И секако секаде кратите кај што не можете да извршите перење на пари или испумпување на буџетски средства, а додавате онаму каде што можете. Впрочем, ова го потенцира и колегите. Еве една од ставките во кратење во јавното обвинителство на Република Македонија, каде во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, каде што ви потенцирав дека не сте заинтересирани за справување со овие појави, имате намалување од 1,36 милиони на 1 милион евра. Сето ова укажува во која насока го движите буџетот и во која насока ја движите Република Македонија. Сите овие средства можат посоодветно и по-рационално да се алоцираат во други ставки, за да можеме да имаме развој во сите области во кои што го опфаќа, впрочем и буџетот кој што е предвиден. Предвидувате 615 милиони евра за капитални инвестиции преку Министерството за транспорт и врски. Па вие минатата година не можевте да ги реализирате ниту 50% од предвидените средства. Односно, имате реализација до третиот квартал околу 44%, на околу 400 и неколку милиони евра. Како административно ќе се подготвите за месец-два да можете да ги имплементирате сите овие предвидени околу 615 милиони евра? Нема да можете, ова е декларативно, а верувајте, на првиот ребаланс ќе подлежат на најмногу кратење токму овие капитални трошоци, односно капиталните расходи,
каде што впрочем и најчесто и најлесно ви е да ги пренамените и да ги скратите, а со тоа да го зголемите процентот на реализација на овие капитални инвестиции, бидејќи со намалување на самата сума го зголемувате процентот на реализација на капиталните расходи. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на